Политичката криза што повеќе од 2 години трае во Македонија негативно влијае на сите аспекти од општественото живење, но сепак државата функционира нормално, истакна премиерот Емил Димитриев во интервју за Сител. Димитриев потенцира дека иако по изборите нема формирано нова влада, државниот апарат постојано и непречено ги извршува сите своји обврски, а постоечката влада ја спроведува и зацртаната агенда за меѓународно представување на земјата. Премиерот Димитриев смета дека тоа ќе продолжи се додека парламентот не одлучи поинаку, односно не се изгласа нова влада. Тоа е наша обврска. Ние имаме одговорност кон граѓаните за сите секојдневни потреби да ги сервисираме, значи мора да функционираат болниците, училиштата, да ги реализираме проектите кои што граѓаните ги чекаат и се неопходни, така да доколку продолжи ваквата состојба, оваа влада ќе функционира и ќе ги сервисира своите обврски редовно кон граѓаните кои што очекуваат такво нешто од нас. Димитриев исто така стави акцент на работењето на СЈО, институција која во изминатиот период стана центар за политичките превирања. СЈО добило поддршка од сите политички партии и за неговото работење државата издвојува околу 4 милиони евра годишно, со што се прават двојни стандарди околу висината на платите, но и покрај се, таа институција самата си го погазила кредибилитетот, смета Димитриев. Специјалното јавно обвинителство стана сега главен екзекутор на опозицијата кон сите структури кои што не мислат така. Дали е тоа политичка партија, дали е медиум, дали се поединци и така натаму. Значи, мора да реагираме кога оваа институција ќе ги надмине рамките на професионалноста и она што се нарекува владење на правото. Апсолутно не постои една оправдана причина да се продолжи мандатот на оваа институција, особено имајќи во предвид досегашното работење, бидејќи се покрена обвиненија против поединци и луѓе и интенцијата е да се покрене обвинение кон една цела политичка партија, односно партијата ВМРО-ДПМНЕ, се покренуваат обвиненија кон медиуми, што значи директно вршење притисок на слободата на медиумите. Во однос на масовните протести на иницијативата за заедничка Македонија, во чии рамки стотини илјади луѓе низ цела Македонија излегуваат на улица, за да го искажат своето незадоволство против наметнувањето на тиранската платформа како услов за формирање влада, Димитриев изјави дека тоа мора сериозно да се земе предвид. Платформата која што беше креирана во Тирана не беше дел од темите кои што беа првенствено сервирани пред граѓаните за да се придобие нивната поддршка. Единствена солуција за излез од ова политичка криза е одржување на нови предвремени парламентарни избори со максимално отворање на сите прашања кои што сега во еден како да кажам прикриен или полуотворен начин се дебатираат, бидејќи за овие прашања единствен легитимитет, единствен фактор кој што може да се изјаснува се граѓаните на Република Македонија. И покрај сите овие предизвици со кои што се соочува Македонија во изминатиот период, Димитриев искажа оптимизам дека главните играчи на политичката сцена ќе изнајдат сила и мудрост да најдат скоро решение за кризата, со што и државата ќе може да се врати на колосек на нормално функционирање.